Јас мислам дека на планот за барање заедничко прифатливо решение не чека долг пат. Прво треба да се вратиме, а тоа не е возможно во политиката. Во правото ние говориме за реституција in integrum, да се вратиме во поранешната состојба, кога во 2005-та на средбата што имав јас на крајот од 2005-та или почетокот на 2006-та, можеби е белешки има во кабинетот на премиерот со Караманлис во Брисел, тој инсистираше ние да не инсистираме да влеземе во НАТО под Република Македонија, под нашето уставно име, туку да ја користиме привремената референца. Значи, тоа е почетокот на 2006-та. Бидејќи во 2005-та истиот став беше на грчката дипломатија, значи тврдокорните од неа демократија. Некој ќе мисли дека грешка направив, не правите грешка. Не правам. Караманлис се плашеше дека Македонија може да влезе под уставното име, да инсистира да влезе под уставното име. Затоа што беше создадена атмосфера каде што на масата постојано циркулира нон-пейпери каде што се говореше за двојна формула, за привремено користење на референцата, повеќе варијанти каде што во ниту еден момент не беше загрозен македонскиот идентитет. Второ, она што беше битно, во декември, на 17 декември го добивме статусот кандидат за членство во Европската унија. Тоа беше 17 декември 2005-та, Грција не посегна по ветото, можеше тоа да го направи. Затоа што беше создадена атмосфера околу Македонија, како што предчувствувам дека и сега веројатно се создава, дека Македонија треба да биде успешна приказна. Поголем проблем беше неуспехот на референдумот за уставот на ЕУ во Холандија и Франција, отколку прашањето за името. Така е. Но, искуството говори дека ако во тоа време останеше статус-кво ситуацијата до самитот во Букурешт, немаше пречка Република Македонија да биде поканета заедно со Хрватска и Албанија, со двете држави кои ние ги влечевме. Слоганот со јато во НАТО беше наша измислица, бидејќи реално бевме пред нив. Впрочем, и мојата посета на Белата куќа во октомври 2005-та, кога ја носев пораката од целата јадранска група, таа топка за баскет што ја однесо беше подпишана и од тогашните премиери на Албанија и Хрватска, која не ја добија честа да ја посетат Белата куќа. Но тогаш имаше притисок и од Вашингтон, имаше притисок и од Европската унија, председаваше Велика Британија, премиерот Блер беше исто така заинтересиран. Поддршката имавме од Германија, од Шредер, се создаде приказна околу Македонија каде што грците беа изолирани. Сега треба да направиме анализа, но да не бидеме субјективни или премногу критични, но објективно да погледнеме што тоа ние сгрешивме од 2006 до 2008. Ако се тоа само неколку символични гестови со преименување на стадионот, на автопатот, на аеродромот, тоа мислам дека во фаза кога ќе процени актуелната власт треба да се направи како гест на добра волја за да се вратиме во позиција да побараме варијанта да добиеме веројатно покана под привремената референца, но да преземеме обврска додека трае процесот на ратификација во парламентите на сите држави членки на НАТО, ние да го затвориме прашањето. И од прилика тајмингот од едното до другото е година и пол, две.